Секоја држава е силна ако нејзиниот народ е задоволен од живеачката во сопствената татковина. Ако има демократски права и економски слободи. За жал, во нашата Македонија, во изминативе 10 години, народот многу осиромаши, животниот стандард многу опадна, а демократските права и економските слободи се загрозени. Затоа пак, за наша голема несреќа, официјално околу 520.000 луѓе кои се родени во Македонија се избегани во тугина. 520.000 македонци. Овој екзодус има исти последици за Македонија како што беше Егејската Голгота пред неколку децении. Затоа ја формиравме ВМРО за Македонија. Ова е идеја, политичка идеја која повторно ќе не обедини нас, македонските луѓе, за да се справиме со судбоносни предизвици во овие клучни моменти за нашата држава. Водени од изворните принципи на ВМРО, вака исто се обединивме во 1991 година, кога изгласивме самостојност за Република Македонија, и во 1998 година, кога со ВМРО ДПМН го победивме едноумието. Денес треба да го победиме едноумието, кое за жал се инсталираше во ДПМН. Стратешка цел на ВМРО за Македонија е повторно да ја демократизираме Македонија, да го вратиме владењето на правото, Македонија да се врати на европскиот пат и да постигнеме економски раст и напредок за доброто на сите граѓани. Ова се вистинските изворни принципи на ВМРО за Македонија и македонскиот народ, економски и демократски равноправен со другите европски народи. Браќа и сестри, дозволете вечерва јас да поставам едно прашање до вас. Слушнавме и предходно и веќе станува една многу често искористена реченица, но сите ние сме слушнале дека во времето на Лупчо најдобро се живееше. Дали е тоа така? Така ли беше? Така беше? Дозволете многу кратко да еволюирам зошто тоа беше така. Бидејќи тајната на тоа не се должи на било која програма, бидејќи многу лесно можеме и ние како другите политички партии да застанеме овде пред вас и да се фалиме со некоја книга од 200-300 страни и да кажеме еве е нашата економска програма која ќе донесе добро за сите граѓани. Не. Тајната, почитувани, прво и пред се должи во слободата. Во демократска слобода, во економска слобода. Затоа ВМРО за Македонија, како една од клучните наши определби, е повторно демократизирање и слобода во Република Македонија. Бидејќи само демократска држава, само слободна држава, само држава каде што владее правото, каде што судот суди правично и праведно, само таа е држава каде се стваруваат услови за економски напредок. Улогата на државата од економски аспект е да создадеме равноправни правила на игра и да го ослободиме секој граѓанин прво и пред се сам за себе да се стварува економска вредност. Зошто 1998 и 2002 година беа толку успешни меѓу другото? Бидејќи тогашната влада не ги казнуваше ситните трговци со казни, уцени, рекет, разноразни глоби. Не, ги остававме да работат. Па ако сакате, мали предприемачи, луѓе, поединци, кои се борат, кои најдобро знаат да створат за нивните семејства, ги остававме да работат слободно. Денеска имаме ситуација каде што оваа влада уништува семејни бизнеси, мали предпријатија, секојдневни честни трудолюбиви луѓе, а за сметка за тоа гледаме корупција од скандалозни размери како што имавме прилика да слушнеме. Човек, поединец, кој е принуден да оди во соседна земја, па еве, ако сака да се враќа назад со шверцна, одредена роба, ситна роба, го прави тоа за да преживее.
не го прави тоа да оштети државата. Но денеска оваа влада навидом ги казнува сите мали луѓе кои се обидуваат да заработат парче леп за нивното семејство, но затоа корупцијата, што како што имат прилика да видиме и да слушнеме, постигна астрономско ниво. Значи, слободата луѓето да работат со поддршка од државата е една од клучните предуслови за економска силна и просперитетна држава. Затоа ние во ВМРО за Македонија се бориме за целосна демократизација на Македонија, бидејќи демократизација, меѓу другото, подразбира и економска слобода. И ако ние, како идна влада или дел од идната влада, успееме и ќе успееме да ги вратиме тие основни изворни принципи на ВМРО, тогаш народот на вистина најдобро знае како да створува економска вредност за себе и за своето семејство, секако и секогаш поддржани од владата, но владата не треба да биде таа што ги казнува поединците кои се обидуваат да створуваат вредност. Владата треба да биде таа што ги поддржува во сите нивни напори. Затоа, почитувани дами и господа, верувајте дека ВМРО за Македонија ќе биде клучен фактор во ослободување на економските слободи во Република Македонија. И затоа бидете сигурни, како што денес сите велиме дека во времето на Лупчо најдобро се живееше, доаѓа времето кога идните генерации повторно ќе викаат да, во времето на Лупчо добро се живееше, но во времето на ВМРО за Македонија се живееше уште подобро. Да живее ВМРО за Македонија, да живее Република Македонија.